Пратениците на ВМРО ДПМН денеска во Собранието на Република Македонија поднесоа интерпелација за министерката за труд и социјална политика Мила Царовска поради стратегијата за мигранти и бегалци. Пратеникот на ВМРО ДПМН Владко Ѓорчев изјави дека Царовска не ги консултирала граѓаните и дека тие не се запознаени со стратегијата, ниту се консултирани општините, туку се ставени пред свршен чин. Министерката за труд и социјална политика ниту ги консултираше граѓаните, ниту граѓаните се запознати, ниту се консултирани општините. Ставени се пред свршен чин, а тука ваков стратешки, долгорочен документ за еднината на Република Македонија се потуркува без одобрување на граѓаните на Република Македонија. Уште еднаш станува збор за стратешки документи за еднината на Република Македонија, за проекти кои што ќе значат енормни трошоци во милиарди и милиарди евра во наредните 10 години во делот на сместување, градење на згради и населби за мигрантите низ огромен број на општини во Република Македонија, онака како што е напишано во нивната стратегија, што тие ја предлагаат, напишале и подпишале. Тоа ќе значи енормни трошоци во делот на вработувањето, тоа ќе значи енормни трошоци во делот на социјалните програми, средства кои што Република Македонија ги нема и ресурси кои што се вонредно ограничени. Вчера реагира од Министерството за труд и социјална политика по ваквите обвинувања, велат дека лажна вест е дека државата ќе гради станови за бегалците и дека тие ќе останувале во Македонија. Во Република Македонија нема да се градат кампови за бегалци, нема да се даваат државјанства за бегалци, ниту пак ќе се активираат некои други мерки во таа насока. Секоја информација во поинаква насока е лага, неточна и невистинита. Република Македонија е држава која е транзитна станица на бегалците и во минатото и во бегалската криза 2015-2016 година. Како земја членка на Обединетите нации, нашата земја ќе им помогне на бегалците на нивниот пат кон крајните дестинации, согласно меѓународните стандарди и ратификуваната Конвенција за правата на бегалците од 1994 година. Предлог стратегијата за интеграција на бегалци и странци 2017-2027 е продолжение на иста таква стратегија за периодот 2009-2015 година, донесена од претходната влада на ВМРО ДПМН. Документот нема никакво обврзувачко дејство и тие кои во минатото ја подпишале оваа стратегија го знаат овој факт и во оваа прилика ги осудуваме дезинформациите и наменското ширење страф и ксенофобија кај граѓаните, се наведува во реакцијата од Министерството.